Барам прошка и се извинувам на сите граѓани кои дадоа глас за мене. Не успеав да реализирам многу работи, бидејќи не беа приоритет за градоначалникот и раководството. Залетани од новите функции се грижија само за своите интереси. Со овие зборови, советничката од редовите на ВМРО ДПМН ја напушти функцијата. По градоначалникот Папазов, ова е втората оставка за трагедијата Пулс. Советот загуби член, но доби градоначалник. Ке го доработи мандатот на Папазов, за кого станува збор и за тоа како течеше денешната седница на Советот на Општина Кочани. Повеќе детали од колешката Викторија Јованова во ова телефонско вклучување. Повели Вики со деталите. Така, Павле, денеска во Советот на Општина Кочани беше заведе градоначалник и избран независниот советник Венко Крстевски. Тој е избран со 9 гласа за и 1 воздржан. Нова функција ќе биде до локалните избори кои ќе се одржат на есен во октомври. На 62-та седница на Советот на Кочани, на која единствена точка на дневен ред беше изборот токму на ВД градоначалник, беа представени 2 кандидатури. Ајде да видиме што независниот советник Венко Крстевски изјави веднаш по откако го изгласа советниците во Советот на Општина Кочани. Сметам дека е време да кренеме во нови процеси, а тие процеси ќе значат давање шанса на квалитетните за сметка на партиските кадри. Значи, време е да ги сменеме тие работи кои што сте правени сите овие години и едноставно да направиме функционални институции кои што за жал видовме во претходните неколку денови и недели дека не се такви. Пред се ќе кажам дека фокусот ќе ни биде ставен во делот на општинските служби и инспекцијските надзори. Кандидатот на ВМРО Марков од советничката говорница рече дека како политичари веќе немаат право на грешки и еднаквости, треба да биде ова новата матрица на Кочани. За него гласа 8 советника и 1 воздржан. Предходно седмицата, која почна тензично, беше прекината откако советничката Кристина Атанасова Арсова од ВМРО ДПМН, чиј син беше повреден во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, си поднесе оставка од советничкото место. Таа се извини и побара прошка од страна на граѓаните на Општина Кочани кои гласале токму за неа. Да ја видиме нејзината овде изјава и говор. Мојата заклетва не ми дозволува да подржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до председател. Бидејќи самото присуство може да се брои како број, но мислам дека ова е страшно недостојно и понижувачки за мене и за сите оние мои поддржувачи кои што ме гласале на избори. Оние кои што не ме познавате, не ме познават, може слободно да ме критикуваат, а оние кои што барем малку ме познават, знаат зашто го правам токму ова. Јас ви благодарам на сите и од овој момент и во следниот период ќе се посветам на сите кои што седите во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа е непотреба. Затоа што периодот ќе биде многу долг и многу напор. Јас ќе се борам за нив со сите мои сили и со сите мои културолошки аспекти. И никогаш нема да заборавам дека сите идеали на овој свет не се вредни колку што е солзата на едно дете. Кочани речиси 1 месец се без градоначалник и во моментов во целост е закочено работењето на општината, односно плата не можат да добијат ниту вработените во општинската администрација, образованието и градинките, како и не можат исто така и да се дадат и пари, тоа да се пуштат пари и на јавното комунално претпријатие Водовод. Кочани
Кочани пред неколку дена оставка си даде и директорот на јавното комунално предпријатие. На оваа функција Венко Крстевски, новиот ВД градоначалник, официјално ќе седне веќе во среда се очекува, со што како што најави веднаш и ќе почне со она што го ветил пред советниците. Денешната седница на Советот на општина Кочани почна со едноминутно молчење, оддавајќи почит на загинатите во дискотеката Пулс. Павле? Согласни сме веќе со тебе, траумата е непремослива и по еден месец од пожарот. Ти благодарам. Тоа беше Викторија Јованова. Те очекуваме со извештаи во наредното информативно издание.